Почитувани назад во студиото, разговаравме веќе во делот на промоцијата на книгата која што со претходниот гостин го направивме тоа. Сега веќе ви најавив за што се ке имаме можност да разговараме. Владо Бошњаковски, пријател на ова студио 10, му посакувам добре дојде. Благодарам. Фала на поканата. Како сте? Супер, одлично, супер. Се радувам што ќе разговараме, бидејќи секогаш вака има неколку млади аналитичари кои што едноставно ми представува огромен кеф да разговараме, бидејќи прво затоа што се млади, втора не се изгорени ликови во општеството и затоа што реално кога ќе слушате нешто што навистина ви држи вода во делот на размислувањата. Фала Огнен, ова е голема чест да се чуе. Да. Владо, прво кажи ми она што е најсега актуелно во периодов. Како ја оценуваш, иако мислам дека го знам одговорот, кампањата која што моментално во овие завршни денови се одбива во државава? Па, во првиот круг имавме, морам да признам, една доста културна кампања меѓу партиите, но дури сега... запрепастувачки малку. Да, дури, нели, она, како посакувавме досадни избори скандинавски, сега овој пат можеби не беа толку беа досадни, но за разлика од скандинавски, дека што тоа е некоја тековна работа со некои тековни идеи, овде беа ки нас досадни за тоа што дали луѓето веќе не се толку заинтересирани да следат политика или пак немаше некои нови интересни идеи. Но како и да е, односот меѓу партиите и кандидатите беше извонредно културен, секако со некои мали закачки да кажеме, но дали сега во оваа последна битка во која што влагаат, посебно за Скопје, дали партиите гледаат премногу висок влог. Гледаме дека црната кампања се зачести, па еве 3 дена се збори за дали Данела имала бугарски пасош или немала, што сметам дека е доста споредно прашање во врска со тоа дека станува збор за локални избори, не станува збор за национални теми. Додатно еве дека покрај што нели читам, работам, се движам и доста низ градот, слушам дека и по улиците има доста и, да кажам, физички пресметки помеѓу активистите. Дел од нив стигнуваат до нас медиумите, дел не стигнуваат. Да, сметам дека еве сега на пример партиите дури да се повредени од тоа сметаат дека не треба тоа јавно да го изнесат затоа што не сакаат да бидат ставани во некој контекст што може да се интерпретира како криминален, па без разлика дали или насилнички, па без разлика дали си жртва или си напаѓала, тука никогаш не се чисти работите. Воопшто не сакаат да бидат ставени во тој контекст и едноставно ги преќутуваат пред јавноста тие прашања. Интересно е што кампањата, да речеме, на владеачката партија беше комплетно започната од старт, бидејќи на пример опозицијската партија во случајот ВМРО-ДПМН ја започна конкретно насочена кон граѓанинот, кон заедницата, кон локалното. За разлика од владеачката партија која што својата кампања ја тераше на тоа дека имаат ле успешен попис, успешен влез во НАТО и некако централните политики ги проектираше на локално ниво. Нешто што беше многу чудно и уште од самиот старт на кампањата. И можеби дел од тоа и си даде резултати. Мислам дека генерално на СДСМ му се случи тоа што им се случувало на претходно многу други партии во државата и во регионот и во светот и низ историјата. А тоа е кога имате вие едно чувство, една илузија дека вашата власт е долготрајна или е премногу стабилна. Тоа е онака, мислам дека најплодната почва за развивање на некомпетентност, неодговорност, лекомисленост и вет бутка кон грешки. Знаете, секоја власт експандира и контрахира. Тоа со која динамика тоа ќе се одвива, во одредена мера зависи од вашите постапки. Ги имаме фактори како што е короната, на пример, која што реално, која и да беше власт, ќе имаше проблем да се соочи со тоа. И политички ќе страдаше. Тоа е неизбежно, но има многу фактори врз кои што тие сами директно допринесоа. На пример, тука да ги земеме за пример пожарите што беа летово. Сега, ја не викам дека премиерот треба да биде тој што ќе иде да ги гаси пожарите, ама не може во тоа време он да си дозволи да биде сликан во Грчка, па ни на една минута, ме разбирате? И они мислам дека влегоа со таква една подготвеност во кампањата, мислам дека исто тука тоа што еве Заев го повторува дека нели ВМРО-ДПМН има слаб коалицијски капацитет со албанските партии. Ама гледате тоа како преку ноќ се смени и мислам дека за нив
доста беше профитабилна коалицијата со Алијанса и Алтернатива. Јас исто сметам дека многу беше профитабилна, затоа што тоа и се покажа и според резултатите во првиот Апсолутно. круг, кои што да, можеби многу мина очекуваа дека ВМРО ДПМН би имале повеќе градоначалници и во прв круг, но никој не очекуваше толкав успех, па дури ни самите партии кои што успеа. Да, но еве сега јас можеби малку прешироко отидов. Ненако. Конкретно на прашањето за локалните теми, некако се чувствувам дека можеби и тие нема некоја позиција да зборат за локалните теми, да бидеме реални. И самиот потек што повлекува многу од актуелните градоначалници е едно признание дека тие не си ја завршија работата. Барем на ниво на Скопје, јас не можам да кажам дека посебно во општините има некој градоначалник од кој што граѓаните беа задоволни. Некој ќе каже Петре Шилегов направи некои клучни проекти, еве што ги збори поврзувањето со улиците, мостот и некои други работи, но локалните градоначалници на самите општини Скопски тотално потврли. Еве јас шетав доста за време на кампањата по улиците и најголем дел од општините кампањата ја дочекаа со раскопани улици, со раскопани тротоари. Се уште вие до кај нас до телевизија да дојдете, треба да планирате половина час повеќе за да стигнете. Па уште дождов кога падна, тоа се направи таму лом и сега граѓаните гледаат вака, знаете како, не само што испаѓа дека не само што ништо не си направил, туку си направил и штета, си ги раскопал работиви и на пола си ги оставил и тоа беше. А е фасцинантно да речеме, бидејќи некогаш да речеме имиџот на самиот град Скопје доаѓа поради несоодветното работење на самата локална општина која што спаѓа под градот Скопје. А фасцинантен е фактот дека во изминатите 4 години и градот и општините беа под капата на СДСМ. Да. Сега веќе работите се сменија. Тие кои што бараа втор мандат и втора доверба ја изгубија. Тие кои што се кандидираа за прв пат против кандидатите на ВМРО ДПМН исто дел изгубија, дел ќе видиме. Но можеби најинтересно, кога го зборуваме Скопје, веќе кога сме тука, најинтересна е битката во општина Карпош. Да, апсолутно. Бидејќи во центар имате стандардна борба на титани условно, но Карпош е интересен пример. Да, па видете сега Стефче Јакимовски, јас неколку пати сум имал прилика лично да разговарам со него, луѓето имаат поделено мислење за него и сега кога секој човек има и позитивни и негативни страни, но тој се покажа како еден од агилните политичари во државата. Сепак тој од еден градоначалник што го вика комшија, нели, зашто имал секојас градостан што реално таму во потекот Прашка кој што го знае тој Делки Форца ресторанот даде огромни маркици, се изгради таму малте на еден мал град. Сепак гледаме сега дека прави еден голем камбек. И тоа при тоа не беше поддржан во првиот круг од најголемата опозициона партија. Сам искочи човекот, без некоја силна партиска инфраструктура и граѓаните гласаа за него. Тоа делумно е до неговата харизма, оставил некои работи, им завршил на луѓе услуги, направили многу лоши работи, ама направили добри работи. Значи тоа беше еден фактор, ама пред се мислам дека доминантниот фактор Стефче Јакимовски да биде волку блиску до победата е тоталното потврлање на СДС во Карпош. Пазете, СДС и Куманово се бастиони на Карпош, еве и Струмица да ја стави. И сега во таа општина така да изгуби, добро, победија, но да бидете толку блиску до пораз, во Карпош се десило само еднаш претходно Стефче кога беше и тогаш, ама тогаш беше стварно со огромна поддршка од тогаш владеачката партија. И тогаш беше СДС во многу слаба позиција, внатре раскарани, поделени, а сега не се очекуваше нешто такво. Сега кога веќе го спомена раскарувањето, најеклатантниот пример за коментирање на општинско ниво, и ќе завршиме тука со изборите, е веројатно Куманово. Општина која што по запишан и регистриран број на гласачи е најголема во Македонија за изборна единица, за избирачки места, и истовремено доаѓате во ситуација каде што човек кој што е од владеачката партија е исфрлен и одеднаш станува неголемиот нивен непријател. И сите тие работи кои што тој ги споделува, проблемите со Министерството за внатрешни работи, притисоците, од друга страна пак ВМРО ДПМН каде што кандидатот нивен се скара со партијата,
Тони Михајловски поради тоа што смета дека го пуштиле низ оган само за да ги дадат гласовите на некој друг. Малку Куманово излезе Да, Максим дискутабилно како општина целосно. Максим реално исто така почнува да заличува на еден од многу сериозен политичар. Тој се охрабри, тоа викам, се охрабри да крене рака на својата матична партија, да излезе сам на избори и тој таму оствари одличен резултат и мислам дека е скоро сигурно дека тој ќе победи таму во вториот круг. Според мое убедување. Но тоа покажа неколку интересни работи вака. Првиот очигледниот резултат е што СДС го стави во ризик неговиот дефинитивно најак бастион во Куманово. Јас колку што знам, ни еднаш немаат изгубено во овие 30 години. Во Карпош и Струмица било и така, мислам. Да. Барем во одредени периоди, а во Куманово Добро, Карпош и дискутабилно е дали изгубиле кога победил Стефче, затоа што беа Да, со Матрица исто. Но ситуацијата со Максим за мене покажува две работи. Прво, малку го руши тој мит на натрепартиска демократија која што пробува да ја промовира СДС, затоа што видете ние го имавме во ВМРО примерот со Митко Јанчев. И тој доста остри зборови упатуваше кон центарот на партијата, кон претседателот Мицковски. Но се консолидира. Но ете на крај некако успеа да се договорат. СДСМ го исклучи Максим, кој што исто така е еден доста популарен градоначалник како Митко Јанчев, и тој сега се охрабри сам да излезе и ги победи. И тоа покажува, значи, ја руши илузијата за натрепартиска демократија, но исто така покажува дека може да биде профитабилно вие да се свртите против вашата партија. Така да мислам дека неговиот резултат ќе охрабри и други луѓе да се свртат или да кажем ајде да не бидат толку послушни на централата на својата партија. Да, веројатно тоа ќе отвори можеби своевидни фракционерства, нешто што е многу чест пример особено кај СДСМ. Па сега тоа е чест пример и кај СДСМ и кај ВМРО. Па уствари да. Да, сега знаете како во одредени периоди, знаете како викаат, на колку биле СДСМ, имаше едно време во ВМРО-вските кругови, колку биле СДСМ во опозиција долго, па не им се случувале такви фракционерства како што сега се случуваат, ама кога заборавивме изборите локални 2013 или 2014, кога беа, кога дури самиот Заев викаше сам ќе излезам на избори, не мораме поддржите, така да тие работи секогаш се случуваат и до некоја мера би било добро да се случуваат во некои рамки, каде што сега ќе нас е проблемот, тоа имаме и ние една слаба демократска култура, па некој ако не е согласен со мене, ја го гледам сега како смртен непријател, иако до вчера имаше еден многу интересен пример, ја гледав дебатата баш за Куманово, против кандидатот на Максим, вика ништо не сработивте, лош кандидат бевте, 10% од ветувањата немате осварено, а тој човек пред 4 му бил член на Совети, пред 4 години ги убедувал луѓето дека треба да гласаат за него. Тоа беше многу смешно, морам да признам. Вака не смеам вакви оценки да давам како водител, но морам да признам во тој дел. Што мислите за изјавата на премиерот Заев дека ќе се повлече доколку го изгуби Скопје? Јас пред се таа изјава ја гледам од еден пиар аспект. Знаете сега наративот кој што го форсира СДСМ и кај што се уште сметам дека има некоја предност тука, може да игра на таа карта, е страв од враќање на државата во ситуацијата во кризата, да кажеме, што претходеше на 2016 година. И така, нели, тој се промовира себе си како некој што, нели, го срушил режимот, донел демократија, донел подобри меѓуетнички односи и така натака, и до некаде стварно се стабилизираше државата, подобрена е климата. И сега тој врз основа на овој наратив сака да каже сега јас ако си отидам, готово, све ова ќе пропадне, ќе се врати наназад, но тој во тој случај би бил тотално неуспешен затоа што поентата, нели, на градење на една демократска држава не е сега ако некој си отиде еден човек да тоа значи колапс на система. Значи ако тој си отиде и стварно не знам, се случат некои лоши работи, тоа значи дека он пред се не бил демократски лидер, не создал капацитети да има и наследник, нели?
Но мислам дека тоа е пред се од еден пиар аспект, не верувам дека ќе се реализира тоа дури да го изгубат Скопје. Бидејќи тие веќе трет пат со ред ја разбираат пораката на граѓаните и веќе трет пат за метлата се зборува, метла која што се уште во долапчиња стои. Да. Јас мислам дека тие по ова што гледам, што слушам, сметам дека и покрај поразот, кој што мислам сега без разлика дали ќе го земат Скопје или не, за сега само е пораз со оглед на предизборните калкулации, ветување, очекувањата на граѓаните. Не мислам дека никој дури ни во РДПМН не мислеа дека ќе биде волку добра. Од разговорите што јас ги имам правено со луѓе од ВМРО-ДПМН, никој не очекува таков успех, особено не во прв круг. Да, и сега но покрај тоа, моје чувство е дека владината коалиција им е доста стабилна. И според мене нема никаква логика сега тој да се повлекува или поуште помалку да свикува предвремени избори. Според мене тие сега ќе тактизираат, времето е на нивна страна на ниво на централната власт. Не очекуваш предвремени? Не очекувам. Според мене ако тие го држат мнозинството, не би имало никаква логика во ситуација кога се најслаби да одат на избори. Сега видете, морално гледано, можеби треба да има предвремени избори, ама гледано од една перспектива на реал политик, сега они се најдоле и нема зашто сега јас кога сум најдоле да влагам во уште една битка. Подобро ја се повлечам, да ги средам односите внатре во партиските редови, да ги испеглам односите со коалиционите партнери. Тоа сега јас викам многуте општини што ги освои ВМРО-ДПМН се шанса, но и ризик. Многу ќе биде според мене интересен сега да се прати односот меѓу општините и централната власт. Посебно ако знаеме дека централната власт е таа што во главном ги спонзорира буџетите на општините. Дури во најдобрите општини има 40% дотации од централниот буџет. И тука сметам дека сега они ќе остават и простор да ги пуштат новите градоначалници на ВМРО да сгрешат негде. Тоа може ќе се случи, може да нема да се случи, но како и да е. Можеби ќе го земат па и односот Митко Јанчев со кој што го има со Митко Јанчев, да речеме. Во која смисла? Па во смисла, например, дека централната власт одржуваше доста фини контакти со Митко Јанчев. Добро, ама сепак Митко Јанчев е еден одличен Исклучок е во правилото, ама можеби би требало да размислат начинот на комуникација, или? Во смисла да продолжат СДСМ добрата комуникација со Митко Јанчев? Не само со Митко Јанчев, и со новите градоначалници од ВМРО-ДПМН да прават пресликување на таквата комуникација во другите, иако со одредени од нив ќе биде тешко. Ама тоа не се покажа дека е добра калкулација за СДСМ. Не ве што ако имале они. Мислам, видете, јас сметам дека како и да ја треба, без разлика тоа е држава и локална самоуправа, нема врска со партии. Ама ако гледаме така, ако гледаме од една политички калкулантска перспектива, тоа вложување во Митко Јанчев не се исплати како профитабилно. Зборувајќи сега во однос на ова со бугарскиот пасош кој што се скандализира изминативе денови, и доаѓајќи до делот дека во Бугарија таа вест е исто толку многу голема како кај нас. Особено, нели, овој израз кој што дури и кај нас веќе почна политичарите да го користат како бугарски кмет не му треба на Скопје и слично, што за мене е малце проблематично за употребата на таа, но кампања е во прашање. Да. Што мислите дека ќе значи тоа во делот на односите со Бугарија и дали воопшто ќе значи, имајќи предвид дека оваа власт, конкретно премиерот Заев, нели постојано влегува во приказната дека ние сме си браќа, дека ние сме си многу блиски, многу си се сакаме, а од друга страна неговата партија сега најцрната кампања ја прави на име на тоа дека кандидатката е и бугарка. Да. Јас пак ја повторам сега 3 дена слушаме за тоа дали е бидејќи тоа се како два различни света на комуникација. Да, и тоа видете сега морам да кажам сега Даниел Арсовска. Сега многу ми е интересно тоа дека во повеќе наврати тие бугарски пасоши протекуваат. Виде, ке нас има, не се знае колку луѓе има со бугарски пасош, некои вика 100.000, некои 200.000, но како и да е голем број од луѓето имаат такви пасоши, си ги извадиле од различни причини. Мислам дека Јас не зборувам за делот дали има или нема. Тоа совршено во овој контекст што ние го разговараме, не ми е важно. Ми е важен односот од Бугарија кој што го имаме ние, каде што премиерот ви е благонаклонет кон
кон тие односи кои што сега се на пауза заради ситуациите, а од друга страна неговата партија и поранешна заменик министерка за внатрешни работи издава лични податоци. Ќе дојдеме до тоа, само целта ми беше да кажам дека видете има некои политичари кои што се многу некоректни и играат на тие национални теми, го напаѓаат договорот за добро соседство, а и самите имаат бугарски пасоши. Добро, и тоа па веќе беше. Тука сакам да кажам, еве Бугарија која е пријателска држава треба официјално да ги објави тие луѓе да видиме како е, ама сега некој ако не ја збори таа тема, ако не се плетка во таа тема, не игра националистичка карта, што има врска дали има бугарски пасош или нема. Во однос на самите односи со Бугарија, да, малку е парадоксално што нели СДС како една партија која што нели прокламираше дека ние сме браќа, треба да имаме блиски односи, сега ја напаѓа Даниела Арсовска како некоја што има бугарски пасош, така зашто би требало тоа да е спорно, нели? Но во однос на генералните односи меѓу Софија и Скопје, мислам дека тоа ќе игра многу мала улога. Затоа што како што гледаме, односите се заглавени и во иднина, мислам дека ќе останат заглавени на многу поголеми теми. Сега гледам дека Бојко Борисов, нели вчера мислам даде една изјава дека морало бугарите да влезат во преамбулата на Инаку нема да разговарал. Така беше од прилика. И видете, ја не верувам дека некој во државава има проблем да влезат реален, затоа што ние во преамбулата имаме 20 заедници. Би било лицемерно да... И сите други, нека има, кој сака, нека има, но мислам дека многу поголемиот проблем е работата на историската комисија, која што гледаме дека сега дополнително се комплицираше. Јас не го поддржувам тоа повлекување, морам да кажам, затоа што дури и да имало притисоци, да, треба да се обзнана тие притисоци, но човек треба да остане таму и да ги издржи притисоците, не сега да излегуваме или да... Затоа што тоа едноставно го руши целиот концепт и нас не прави малку да изгледаме несериозно, но како и да е, таму треба да се одлучат клучните прашања. Не мислам дека не е каменот на сопнување преамбулата во уставот, бугарите во уставот, или имало или немало некој индивидуа дали имал или немала бугарски пасош. Мислам дека тоа прашање таму е историјата и дури е многу интересно, јас гостував на бугарска телевизија и таму водителот ме соочи со еден многу добар факт е тоа дека иако е сега, например, Бугарија поделена политички, има 10 партии што ќе влезат во собранието, за ова прашање 80%, над 80% од луѓето се на еден став. Значи ја држат јавното мислење на бугарите е на таа тврда линија за историјата и било која влада да дојде многу тешко вие да идете спротивно на 80% од вашите граѓани. Во целата оваа ситуација некако овој простор на Западен Балкан кој што веќе се повеќе се протежира како група земји Западен Балкан, земјите од Западен Балкан наспроти Европската унија и слично. Некако ајде тргајки на нас настрана иако не може Македонија и Албанија, проблемот и односите помеѓу Белград и Приштина особено беше за изненадување веројатно и своевидната остра реторика која доаѓаше од Косово во однос на мини Шенгенот или како и да се нарече отворен Балкан, таа приказна. Како тоа ќе се развива? Вака мене ми беше многу интересно тоа дека Косово со доста остра реторика. Тие не знам тоа колку е познат факт, тие со ние договорите во Вашингтон што ги потпишаа, си имаат обврзано дека ќе влезат во мини Шенгенот, но ете уште не го реализирале тоа ветување и одбиваат тоа да го направат. Мене не ми е јасно зашто тоа го прават, затоа што сметам дека едно такво здружување е во интерес на сите држави. Да, на некој повеќе, на некој помалку, но горе-доле е во интерес на сите држави. Светска банка излезе со една статистика или предвидување, вика ако го постигнеме ова прво ниво на поврзување, што е планирано да почне од 1 јануари 2023, бруто домашниот производ на државите, на таа обедината економија, да кажеме, ќе рипне за 2,5%. А доколку постигнеме ниво на економска интеграција како што има Европската унија, негде околу 6% ќе рипне бруто домашниот производ. Имаше, мислам дека на една телевизија на Ренова директорот гостуваше и тој објаснуваше сега на страна од тие големи теми Косово, признавање едно друго, он објаснуваше какви се трошоците
од чекањето на границите сега. И тој кажуваше дека за да донесеш ти еден камион од Тетово до Солун чини 250 евра, а од Тетово до Приштина чини 400 евра. И сега тие пари се фрлени пари на нафта, на време. Па сега замислете ние од еден камион да заштедиме 200 евра да заштедиме. 200 евра, колку пари тоа ќе дојдат на едно агрегатно ниво кое што ќе останат за нас да ги трошиме. Но покрај економијата тука има и други теми како што се студентските размени, културата, инфраструктуралното поврзување. Мислам дека тоа е нешто што му треба на регионот и преку овие работи полека ќе се релативизираат тие големи политички теми според мене и ќе станат многу поприфатливи и помеки некои ставови за тоа што преку економската, инфраструктуралната и таа образовна интеграција, поврзаност, подобро ќе се знаеме еден со друг и ќе сватиме дека не се другите страшни како што ние сакаме да ги замислиме. Да. Ова е одлично што го зборувавте во делот на рушењето на подредени гледишта или можеби чак и дури и стереотипи кои што се однесуваат, иако заглавив малку кај камионите, сватив дека кога ќе тргнат од граница од Блаце до Скопје само за да го заобиклат, ќе изгубат за амортизација многу пари. И видете, бидејќи нема пострашен пат од тој до граница. Идејата исто скороз да се тргнат границите. Вие само проаѓате. Да. Имаше исто имаше многу интересно ова ни статистиките да се гледа. Вика, поради границите во регионот на годишно ниво се губат 30 милиони часови човечки. Сега, јас и ти може да ќе чекаме пола саат, ама камионот ќе чека 10 саата и не е еден камион, тоа се илјадници камиони, можеби секој ден. Збориме Србија, Македонија и Албанија. Значи, таму има доста размена. Да. Видете сега 30 милиони саати, која е таа бројка на годишно ниво која ќе ја собереме. Вака, на индивидуално, на еден камион или на една кола не изгледа многу, ама агрегатно гледано е многу интересно. Што се може да биде проблем, да речеме, ајде односите меѓу Приштина и Белград, за кои што не знам какви изгледи вие гледате во нив? Па сега гледавме пред некој ден, пред некоја недела како беше и претходно, пред некој месец пред тоа дека тие не баре на граница на војна се со тоа што се случува на Северно Косово. Владата на Албин Курти се покажа како доста, тој беше националист, но и се фокусира сега генерално на домашни прашања, ама некако дали од политички цели или од не знам, може сака да го истакне тој суверенитет, влезе во доста така една зажештување на односите што го немавме. Влезе во зажештување на односи со соседите генерално. Да, тој е многу критичен према Еди Рама, не само према на многу фронтови некако. Не према само Вучич да каже што е некое природно непријателство. Он така сака да се мислам дека ваки што комуницирам со луѓе од Косово и Албанија, тој малку сака да се прикаже себе како регионален лидер на албанците и да ги освои срцата и во Тирана, може и во Скопје и Тетово. И можеби за тоа он сака да игра на такви некои жешки теми, но ќе видиме дали граѓаните на Косово ќе бидат задоволни од тоа, затоа што да сигурно има многу луѓе на кои што тие теми им се интересни и нас не се интересни, затоа ги збориме тука на телевизија, но секојдневието на граѓаните, дали им се решени проблемите, дали им расте стандардот, дали им се отвараат границите, тоа е мислам клучниот фактор што ги детерминира изборите. И сакам да кажам дека оваа реторика, овие акции, не знам дали ќе го донесат Албин Курти до втор мандат. И ако дојде до промена на власта, сметам дека другите партии во Косово се многу поотворени на идејата за овој отворен Балкан, нели мини Шенген, и дека кога тогаш ќе се случи, ќе влезат и тие. И кај локалните избори кои што сега нели се со втор круг, исто има едно големо шаренило на ниво на општини во однос на тоа кој владее со општините и која партија што не е со Курти, од друга страна српските партии и така натаму. Да, така да таму може да се сменат работите и доста брзо. Кажи ми, некаде сме при крајот на разговорот, кои ти се очекувањата во однос на односите кои што ги имаме со соседите генерално? Некако со Грција, како сите да заборавија. Едноставно нема зашто човек да разговара, нема веќе проблем тука.
Дури и доаѓа и поддршка од Грција на патот на евроинтеграциите. Па видете и вака и претходно да гледаме, ние со Грција имавме само еден отворен проблем кој што горе-доле на многу луѓе им значи името, ама пак тој е еден нематеријален проблем. Од секогаш се знаеше и претходно дека проблемот со Бугарија ќе биде многу поголем, затоа што вие ако ги прашате народот, ако го прашате како и да е 50% ќе ви кажат Александар Македонски не е наш, ние не сме антички македонци, ама ајде да Гоце Делчев да видам да каже некој дека не е македонец, дека е бугарин. Тоа е многу по блиско мина, тоа е многу потешки теми се на сите страни од политичкиот спектар. Има тука едно единство за разлика од античката историја кај што имавме поделби. Односите со Србија за мене се доста интересни сега во овој период, посебно со нели ова што го зборевме претходно мини Шенген, отворен Балкан, затоа што тие имаат една економија и една култура во смисла на производство на телевизија, филм, кој што сега додатно влагаат со нови телевизии, нови програми. И тука многу ќе биде интересно, за ја знаете како викам, Бугарија уште еднаш ја изгуби битката за Македонија од Србија. Сега ние до таму сме заглавени за Гоце Делчев, уште збориме. Они влагаат тука со економија, влагаат тука со телевизиски програми, влагаат тука со вакцини и едноставно населението тука е повеќе сега свртено кон таа страна. И ја мислам дека тој тренд во однос на Србија сега дополнително ќе се засилува, посебно со оваа иницијатива Отворен Балкан. Односите со Албанија едно време беа доста лоши кога беше нели тоа тиранската платформа, но сега гледам дека се доста стабилизирани и напротив, еве морам да кажам дека доста го почитувам Еди Рама за тоа што кажува некои работи во лице на Европската унија, да кажеме, кои што нашиот премиер Заев не се осмелува да ги каже. И така да, еве еден Еди Рама на некој начин и нас не прави услуга и гледам дека не гледам зашто сега односите би се влошувале, посебно ако имаме отворен Балкан и посебно земајки го во предвид фактот дека ние сме во искош со исти интереси, исти цели и слични проблеми. Така да мислам дека со Албанија некако на тоа ниво можеби би требало да имаме најблиска соработка. Да не забораваме, Србија веќе има отворено преговори со Европската унија и полека, ама отвара и нови поглавја. Сега отворија нови поглавја, да. Босна и Косово не се воопшто ни блиску до нешто такво, така да некако ние сме со Албанија на едно исто ниво, тука во искош барем. Да. Владо, за крај, ако имаш нешто да кажеш слободно, ако не, ќе мора да се видиме во следна прилика. Да, фала ти многу, Огнен, тоа се гледаме во следна прилика. Благодарам многу, Владо, за разговорот, за тоа што ми дојде да гостуваш и се гледаме. Сега веќе како ќе се развива политиката кај нас, веројатно ќе се видиме и многу наскоро, многу брзо.